Најмалку 84 луѓе се убиени, меѓу нив многу деца и странци, а близу 200 се ранети синоќа кога напаѓач со камион се залета во масата луѓе, кои во јужниот град Ница го следеа огнометот по повод францускиот национален празник, денот на падот на Бастилја, објавија властите во петокот утрото. 18 од повредените се во критична состојба, а повеќе десетици се полесно повредени, истакна портпаролот на Министерството за внатрешни работи Пјер Анри Бранде. Стотици луѓе во текот на изминатата ноќ се извадени од морето во кое скокнале барајки спас. Извршителот на терористичкиот напад во Ница е идентификуван како Мохамед Лахуџел Бухлел, жител на овој јужен француски град, објави локалниот весник Nis Matin. Напаѓачот живеел во Ница и во средата изнаемил камион што го користел во нападот. Тој не бил на листата на разузнавачките служби, но на полицијата и бил познат по насилства и кражби. Според телевизијата и Теле, при проверката не можело да биде откриена негова поврзаност со радикали. Парискиот државен обвинител отвори антитерористичка истрага. Полицијата и очевидци пренесуваат дека напаѓачот неколку пати пукал од пиштол пред да биде убиен од полицијата. Во моментот кога полицајците стрелале во него, неколку пати пукал од пиштол пред да биде убиен, изјави поранешниот градоначалник на Ница Кристијан Естрози. Според друг извор, возачот на камионот пукал од пиштол, покрај тоа неисправна граната е пронајдена во камионот како и лажно оружје со долги цевки. Естрози пак претходно изјави дека возачот во камионот имал тешко оружје и експлозиви подготвени да бидат ставени во дејство. Агенцијата АФП исто така дознава дека во камионот имало големо количество оружје и муниција, а возилото било изнаемено во Ница неколку дена пред нападот. Причината за нападот во Ница според францускиот претседател Франсоа Оланд несомнено е терористички чин и вонредната состојба во Франција ќе биде продолжена за уште 3 месеци, а не укината на 26 јули како што најави завчера, пренесуваат светските агенции. Во името на целата нација изразувам солидарност со семејствата на жртвите. Франција е погодена и ужасната од оваа трагедија. Овој монструозен чин, но Франција е силна и секогаш ќе биде посилна од фанатиците кои сакаат да ја нападнат, порача Оланд. Тридневна национална жалост е прогласена во Франција почнувајќи од утре па до понеделник, објави денеска францускиот премиер Мануел Валс. Тој го изјави ова по вонредната седница на Советот за одбрана свикана од претседателот Франсоа Оланд по нападот извршен синоќа. Во говорот Валс наведе дека цел на терористите е да се внесе страф и паника во државата, но Франција е голема земја и голема демократија и нема да дозволи да биде дестабилизирана, нагласи Валс.